Благодарам на сите за присуството, почитувани присутни. Поминаа 6 месеци откако владата на ВМРО ДПМН ја води државата и сега ќе направиме пресек на она што се случува, каде е државата после 6 месеци од превземањето на власта на ВМРО ДПМН и како живеат граѓаните. После 6 месеци едно е сигурно, а тоа е дека се чувствува голема економска несигурност и слабење на стандардот на граѓаните. Цените растат, а владата со лажни кошнички и измами се обидува да ги излаже граѓаните дека со нешто им помага. Реалноста е сосема друга од таа што премиерот Мицкоски сака да ја прикаже, а граѓаните тоа најдобро го знаат кога ги отвораат своите паричници. За жал, оваа нова година ќе ја дочекаат многу поскромно и многу понесигурно. Економските политики на премиерот се политики за елитата. 99% од граѓаните плаќаат за 1% од елитата на Христијан Мицкоски. Ова починетост и слугување на своите големи бизнис партнери и на големите трговци е навистина поразителна. Премиерот лично дозволи трговците да печелат на маката на луѓето. Го слушаме вчера, вели срамота било тоа што го правеле трговците. А токму тоа им го дозволи. Со недели да ги качуваат цените и молчеше додека сите ние алармиравме. Мицкоски лично рече дека со апели и без казни ќе ги убедуваат трговците да го почитуваат договореното. Касно е сега премиерот да ја префрла вината за овој дебакл и овој грабеж на големите трговци и да глуми загрижен политичар. На оваа тема повеќе никој не му верува. Во изминатите 6 месеци минималната плата не порасна. Просечната исто така стагнира. ВМРО ДПМН целосно го напушти добро воспоставениот систем за раз на платите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со кои ги пребродивме сите кризи во минатото. Замислите каква иронија сега кога времето на огромните 3 консекутивни економски кризи е поминато, граѓаните живеат полошо. Тоа е способноста на ВМРО ДПМН и толку се грижи за стандардот на граѓаните. Власта манифестираше огромна ароганција и покажа неспособност не само да одговори на потребите на луѓето, туку и да препознае што е издржан предлог за доброто на граѓаните, макар тој предлог да доаѓал и од опозицијата. Сите предложени мерки кои директно ќе го подобреа животот на сите граѓани, укинувањето на ДДВ-то на прехрамбените основни производи, зголемувањето на минималната плата, зголемувањето на платите, власта ги одби со невидена тврдоглавост. Денеска граѓаните веќе ги чувствуваат последиците од нивните погрешни одлуки. За буџетот, како никогаш досега, ниту еден амандман не беше прифатен. Ние тие амандмани ги правевме во директна комуникација со граѓани од различни општини, граѓани во различни фокус групи, на кои што тие амандмани, тие буџетски средства за следната година навистина им беа потребни. Никогаш досега не се случило на амандманска расправа за буџетот, ниту еден амандман да не биде прифатен. Понатаму, владата планира да ги понижи работниците дополнително со укинување на недела на работен ден. Политика која е повторно на барање на големите трговци и на големиот бизнис. Едно стекнато право кое што работниците го добија после повеќе децениска борба, неделата да ја поминат со своите семејства, сега владата планира да го укине. Најпрво во некои сектори, а понатаму се разбира и во сите. Дополнително се заговара зголемување на старосната граница за пензионирање, покачување на ДДВ на 19,5%. Мерки кои што ќе значат уште еден удар, буквално нокаут на граѓаните и работниците. Почитувани граѓани, во овие 6 месеци владата очигледно дека нема ниту една мерка, ниту една политика која што носи реална економска придобивка за граѓаните. А сите политики се во насока на ограничување на стекнатите права на работниците. Ова е поразителен факт за сегашноста во која живееме. Истовремено не ги намалија функционерските плати како што ветуваа. Сега ја сменија плочата
од времето на кампањата и велат дека платите на функционерите ќе стагнираат. Понесоа закон во собранието, меѓутоа направија грешка во пресметката на процентите. И кога сватија во текот на вчерашниот ден дека со тој поднесен закон направија грешка и дека платите на функционерите ќе се намалеа за 20.000 денари, законот на брзина го повлекоа и поднесоа нов, со нова пресметка. Не, колеги пратеници, дајте да го изгласаме тој. Дајте да ги намалиме платите на функционерите. Нема ништо и од ветувањата за ефикасна реализација на проекти реформи. Како влада која најавуваше фуриозен старт, нашата анализа кажува дека не е остварена ниту 1% од планираната нивна програма. Фуриозна неспособност може да се забележи во однос на проекти и реформи во сите сектори кои се од значење за граѓаните. Здравството тоне, катастрофални резултати во однос на смртноста на децата, образованието се води без никаков концепт, а премиерот продолжува да фрла лопати за инвестиции кои се договорени и реализирани во времето на СДСМ. Почитувани граѓани, во изминатите 6 месеци партизацијата добива ендемски размери. ВМРО ДПМН ја заробува државата и клучните институции во судството и безбедноста. АНБ е веќе партиска институција на ВМРО ДПМН со поставувањето на целосно нелегитимен и нелегален директор без апсолутно никакви квалификации. Сите нови избрани судии во изминатите месеци се личен избор на премиерот. Судии стануваат братучеди, партнери или сопружници на некои од градоначалниците на ВМРО ДПМН. Во граѓанскиот совет за надзор на комуникации се поставени луѓе кои што имаат партиски книшки на ВМРО ДПМН. Уште во првите чекори на оваа влада најавив дека се враќа ВМРО-МВР. До вчерашната најава дека владата планира да го распушти судскиот совет, односно да разреши 5 членови, е чекор кон целосна партизација и контрола на судството. Ова СДСМ нема да го дозволи, затоа што ова значи целосно газење на демократијата и враќање кон времето на политички прогон. Овој потек на владата е целосно спротивен на сите реформи и она што премиерот го потпиша во Брисел во рамките на планот за раст, а што е дел од нашата реформска агенда, која што Европската унија и тоа како ја поддржува. Реформите со ова ќе бидат фрлени на буниште и ќе настапи целосна партиска контрола на судството. Ја алармирам целата македонска и меѓународна јавност дека ова не сме да се дозволи. СДСМ остро ќе се спротивстави на ова и ќе направи се да не дојде до узурпирање на судската власт од страна на ВМРО ДПМН. Сакам јасно да порачам до граѓаните. Партизацијата на институциите е директен удар на секој од вас. Сакам да размислат сите што ќе направи полицијата кога наместо да заштити, служи за партиски интереси. Што ќе биде кога на било кој граѓанин ќе има некаква потреба? Како ќе биде процесуиран во судовите? Дали ќе има фер судење? Каква иднина оставаме? Ако секој мора да носи партиска книшка за да добие шанса во државата. Каква порака се испраќа кон младите луѓе? Тоа е режим, а оваа влада чекори кон тоа. Почитувани граѓани, покрај партизацијата во изминатите 6 месеци, јавниот простор е целосно затроен и со етнички теми и наративи на подела. Стратегијата на ДУИ за подигање на етнички тензии ние остро ја осудуваме. Оваа стратегија на ДУИ, впрочем, најмногу одговара на ВМРО ДПМН и на нивните сателити во власта. Наводниот конфликт е всушност љубовна кавга која ни ја сервираат како перманентна дестабилизација. Ова политика има само една цел, а тоа е да го оттргне вниманието на граѓаните од вистинските и реалните проблеми. Ке им се полнат главите со омраза и поделби, додека се празнат џебовите од страна на власта. Ке се отвораат стари рани, луѓето ќе гледаат назад, наместо сите да гледаме напред. Нова политика секогаш порано или покасно е силно поразувана.
Искрено се надевам дека граѓаните овој пат многу порано ќе го разберат тоа. Гледам премиерот и мегафоните упорно се обидуваат да одржат во живот пропагандната мантра СДСМ дуи. Може слободно да прогласа дека таа веќе не постои. Почитувани граѓани, во изминатите 6 месеци слушавме секакви понуди за повеќе национални платформи, декларации, некакви повици за обединување. Меѓутоа жално е кога се гледа како партиите од власта терминот обединување всушност го користат за политички поделби. Но СДСМ никогаш не била и нема да биде неконструктивна опозиција. И затоа, еве, јас давам реална понуда, а не таква лажна за поделби. Ги повикувам да создадеме заедно државна стратегија и платформа која ќе биде надпартиска, наднационална и надетничка. Да создадеме заедничка платформа во која сите партии ќе имаат свој придонес и никој нема да ја поседува. И тоа е рецептот за вистинското обединување. Да се обединиме во платформа која гарантира напредок, базирана на реални можности, на конкретни планови и на заеднички интерес. Ова граѓаните го бараат од нас политичарите. Се друго е дневна политичка манипулација. Од денес нудам формирање на тимови од сите парламентарни партии кои ќе работат на ваквата платформа, да ги дефинираме стратешките цели во сите области. Во образованието, во здравството, во надворешната политика и сите заедно да излеземе пред граѓаните и да кажеме ова е планот за државата и ова се проектите кои што ќе се водат во иднина, без разлика која влада ја води државата. Само така можеме да обезбедиме долгорочен развој. Само ако така сите сакаат да работат и ако се искрени во намерите, ова ќе го прифатат. И ова е реалниот патриотизам. Почитувани граѓани, за крај на ова пресконференција сакам да најавам и масовна теренска кампања на партијата после празниците. Социјалдемократскиот сојуз не ги заборава луѓето, нема да ги оставиме на маргините и со чувство дека не може ништо да направат додека владата не се грижи за нив и не ги решава нивните реални проблеми. И ова сака токму ВМРО-ДПМН да ги убеди дека граѓаните мора да се помират со политиките, пропагирајќи им дека ете, тие сега биле непобедливи. Реалноста е различна многу, животот е многу тежок, проблемите доаѓаат еден врз друг. Ние сме континуирано со граѓаните во изминатиот период. До крајот на годината ги завршуваме сите процеси и етаблирање на партиските раководства во сите општински организации. Како што кажав, излегуваме на терен да ја споделиме директно со граѓаните на партиски и граѓански средби нашата визија и платформата со која што нудиме реални решенија, нови политики за нови победи. Ова ќе биде политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде граѓаните се на прво место. Благодарам.